На наше огромно задоволство, во вчерашниот ден ги поднесов лично во име на Општина Прилеп во Министерството за локална самоуправа 4 приоритетни проекти со кои што Општина Прилеп до крајот на оваа година ќе стартува, односно ќе почне во изведување. Со тоа навистина сме пресречни, презадоволни, бидејќи за прв пат имаме прекрасна и соработка и огромна помош од владата на Република Македонија, благодарност и до премиерот Христијан Мицковски, кој што ваквата замисла сите општини во Македонија да бидат подпомогнати, се разбира вон рамките од нивниот општински буџет, да можат да изработат и изведат проекти, навистина е за подобрување и на инфраструктурата, но и за подобрување на животните услови на нашите сограѓани. Првиот проект со кој што настапуваме со барање е поврзување, односно реализирање на кружен тек на улиците 11 октомври и улиците кај 9 септември и кај од 1 мај, каде кај мостот Табана, со што навистина би го релаксирале и онака густиот сообраќаен метеж. Тоа е еден од големите планови да може Општина Прилеп да има побезбеден и посигурен сообраќај, регулиран со повеќе кружни текови, кој што и еден од изведените досега кружни текови е конкретно пред Домот на култура Марко Цепенков. Овој проект би изнесувал околу 2.100.000 евра. Втор проект со кој што го побаравме, односно го подадовме во Министерството за локална самоуправа, е проектот до реконструирање, до завршување на влезот кон плоштадот, односно пред хотел Скопје, каде што имаме со партнерно уредување и инфраструктура која што ги обезбедува основните потреби за дозавршување на тој потек кон нашиот централен плоштад. Сумата на изведување на тој проект е околу 20 милиони денари. Трет проект е изградба на улицата Победа, поточно двете улици без мостовското решение, кој што ние во втора фаза, и со тоа би го релаксирале и онака влегувањето на многу возила кои што врват низ централното градско подрачје. Така да ова улица би го поврзувала, би излегувала на Александар Македонски и на улицата Павел Шатев, со што воено и обезбедуваме еден нов пристап на новата, да ја наречиме, населба Градина, која што во блиска иднина и таа ќе биде реализирана во нашиот град. Тоа би изнесувало околу 35 милиони денари. Исто така, како четврт проект кој што го доставивме, е реконструкција на водоводната мрежа во градската четврт Карабдалица, која што навистина од 1956 година воопшто досега не е ни реконструирана, ни поправена или пак обезбедена со доволен дотек на вода, односно на питка вода. Ние решаваме долгогодишен проблем, обезбедуваме приклучоци нови, се разбира, на повеќе од 120 домајчинства и исто така ќе имаат излез на 7 хидранти, кои што ни се многу важни во овие па и проблематични години, каде што пожарите ни направија навистина голем проблем. Воедно е таа должина е околу 1230 метри во должина, со различно фи, значи од приклучок па до главниот цевковод. Со тоа го решаваме тој долгогодишен проблем. Дали до Плетварец ќе има проширување или само кружниот ќе се гради? Не, само кружниот и приклучоците на улиците. Значи, ако порано овој проект го опфаќал и цела улица 11 октомври од Солиност до мостот, сега ние во друг проект го имаме таа улица со реконструкција. Значи, не го опфаќа. Овој проект е ревидиран на ново,
ажуриран, односно е направена со гео сондажа, направена е сите оние нови методи кои што барат за ревидирање на овој проект. Исполнети се условите. Значи проектот не е подеднакво само лист на хартија кој што лежал некаде, него е наново преобработен и обновен и опфаќа повеќе детали кои што ги бараат сегашните услови за апликација, за одобрување за. Значи ли тоа дека треба да започнат и до крајот на оваа година? Да. Изградени овие проекти? Не, треба да започнат, а додека исплаќањето ќе биде по ситуација. Докаде што се разбира во договорот, изведувачот има изведено, така и начинот на исплата, да. Тие наменски средства ќе бидат, ќе се исклучиво за тој проект. Не се средства кои што ние можеме да манипулираме со различни проекти. Секој проект си има своја спецификација и средствата се исклучиво за покривање поединечно на тој проект.